само 30% се успешни од прва во втора генерација, а веќе натаму тоа повторно на 30%, значи ја раситнува можноста. Успехот се должи она што викаме, ако ти сакаш нешто да го работиш, не е битно која е професијата и дали имаш завршено високо образование или не. Што викаме и на децата, викаме, ако сакаш да бидеш и цвеќар, ќе работиш работата со љубов и со желба и ќе бидеш најдобриот цвеќар. Кај нас глобално тоа го викам ние succession policy, меѓутоа за пошироката публика тоа не се работи за што викаме наследство од родител на дете. Дали лидерот се раѓа или се гради? Значи очигледно е кога ќе го поставиш прашањето на лично ниво, одговорот е очигледен. Ако те прашам ти дали си се родил лидер или си станал, јасно дека си станал, не? Сега прашањето е како? Лидерите се градат, да. Има денеска многу програми и курсеви од најдобрите универзитети во свет до локални и регионални, меѓутоа пак е до желбата. Значи, најтешката работа, да кажеме, да ја створиш ти желбата некој да стане лидер. Затоа што лидерството, освен да кажам тие фенси привилегии, убави позиции во компаниите, носи и огромна одговорност. Да. Што викаме, да, јас сум лидер, меѓутоа на први треба да исплатиме плата. Многу често и на овие лидерски програми ќе ми го поставиме прашањето, нели, кога би имал $1,000,000 што би правил, зашто тогаш кога ќе се растеретиш од тоа дека за се нешто ти требаат пари, ќе дојдеш до тоа уствари у суштината ти на своето постоење, што ти стварно сакаш да правиш. Секое скокање на скалилата, значи на одредено ниво неуспех. Значи ќе паднеш. Скалилата во ништо не се скока, дали тоа во приватниот живот, дали во професионалниот развој, во кариерата, значи треба да се оди скала по скала. Затоа што кога ќе се качиш на врвот на последната, доле ќе има цврст темел, столб изграден. Добре дојдовте во Leadershift. Денес ќе ја посветиме епизодата на лидерство, кога работите во семејни релации, меѓутоа по меѓународни стандарди. Со мене се Илијанчо Гаговски и Славчо Филипчев. Добро вечер и од мене. Вечерва стварно ми е големо задоволство што со нас е нашиот гостин Славчо Филипчев, кој е главен извршен директор на Гранд Тортон во Македонија, но одскоро е и член на одборот на гувернери на Гранд Тортон глобално. И тоа беше еден од главните поводи зашто сакавме вечерва да бидеш со нас, затоа што сакаме да покажеме дека и од тука може да се постигнуваат резултати кои што се на светско ниво. Знаеш, например, ја мислам дека нема друг македонец кој бил на повисока позиција освен можеби Мајк Зафировски. Затоа што бордот на гувернери и ги управува стратешките правци на една фирма која што годишно има промет од околу $8 милиарди, ако не се лажам. Она што ме интересира е како од Скопје, од Македонија, се стига до бордот на гувернери на една таква корпорација. Тоа патување траеше 20 и кусур години веќе и кога дојде моментот јас да се кандидирам, значи кандидирањето за тие глобални позиции е отворено за секого во фирмата. Меѓутоа, за да се кандидираш треба да имаш CV, што си одработил за глобално за фирмата. Така да ние освен што да кажам го поддржуваме Балканскиот регион, заедно со Хрватска и Словенија, работиме и поддржуваме канцеларии во како што се Ерменија, Узбекистан, Таџикистан, поддржуваме земји во Африка, така да секогаш сме биле тука да истапиме и кога не било побарано од нас да придонесеме денешната глобална организација да биде што подобра, поквалитетна и поголема. Ова е многу интересен момент кај тебе, затоа што таа свесност која што значи да се гледа повисоката слика за глобални или развојни процеси, а каде што немаш директен личен интерес, меѓутоа придонесуваш да стане помоќен брендот во региони каде не бил присутен. Точно тоа некако и баш кога зборувавме за тебе не го издвоивме како една повисока свесност и дека не си типичен профил на македонски бизнисмен или лидер. Меѓутоа, мене ме интересира како изгледа во компанија во која си од почеток партнер, да речеме. Снимаш ти да градиш кариера од сам почеток, по сите скалила на иерархијата, за да дојдеш на позиција сега да ја водиш. Значи професијата, да кажам, како ревизија, консалтинг, сметководство е строго регулирана професија. Значи, не е тоа, кажам, регуларен бизнис
каде што ти доаѓаш и основаш компанијата и сега ти си сопственик, цео и ја управуваш, правиш добивки, профити и ја растеш. Значи ти да станеш партнер во компании како нашата, прво треба да имаш техничко знаење. Техничкото знаење се создава низ годините, тоа е занат, што викам јас. Значи професионалните услуги се занат, што потребно е време да ти го поминеш одреденото ниво. Јас почнав како асистент, правилата во фирмата, како и за другите, за мене беа исти, бидејќи тоа се правила на професијата. Значи, за поминеш едно ниво, требаат отприлика 2 до 3 години, така да после неколку, да кажам, и години, и предизвици, и учење, и полагање дипломи, лиценци, успеав да станам, да дојдам до позицијата да бидам менеджинг партнер или цео. Денеска и да ги водам канцелариите во Скопје и во Приштина. Денеска фирмата брои 100 вработени со преку 500 клиенти и сме, да кажам, една од поголемите компании во регионот. Многу ми е значајно кога се соочувате со, значи како фирма и ти лично, како во градењето на твојот лидерски став пред колеги кои што се високо профилни, кои што се исто така ревизори, со можеби и повеќе лиценци за својата работа од тебе, таа една захтевна категорија на луѓе за да те прифата тебе како лидер. Фирмата плаќа паметни луѓе да кажат како да работиме. Така да инклузијата дека секој што е дел од менеджментот треба да учествува директно во носењето на одлуки во развојот на компанијата е многу битно. Поготово во професионалните услуги каде што тие овластени ревизори, сметковители, проценители ја носат клучната работа и одлука во бизнисот, управување со клиентите. Не се обични вработени, него се баш партнери во таа. Да, и тоа е многу битно дека сите партнери седат на иста маса и сите партнери гласаме еден партнер, еден глас. И многу е битно да се створи корпоративна култура со правилен корпорат governance систем, каде што ќе возможиме да секој човек, она што се викаме, процвета и успее, извршувајќи ја својата функција. И ќе имаме поставивме систем каде што низ годините и да се од вработување од првото ниво асистент до партнер ти можеш да стасаш. Тоа го покажува фактот дека денес како од 99-та година бевме тројца партнери, сега сме преку 13. Значи еден извесен систем на корпоративно управување, извесно движење на кариера доколку имаат амбиции и непаметни, значи повеќе умни глави на едно место, но исто така почитувањето на мислењето на партнерите, на соработниците. Значи тоа е значи успехот за да се задржат луѓе со тоа знаење, тој профил да работат заедно. Многу е битно да кога доаѓате веќе на тие високи лидерски позиции во нашата професија, да луѓето што се во истата фирма, лидершипот има иста визија, идеја и за бизнисот, и за клиентите, и за иднината. Што викаме, немаме опција ние да се надгласуваме. Ако дојдеме да се надгласуваме, значи фирмата треба да се раздели, значи луѓето треба да се разделат. А како успевате да таа визија споделите? Може ли некои баш примери од секојдневието каде што проверувате дали е споделена визијата, каде што ги конектирате луѓето околу една визија? Вака се, значи луѓето се конектираат околу две работи. Прво е кај нас се конектираат околу изричито следење и почитување на закони, стандарди, принципи на работење на професијата. И второто е дека сите сакаме да живееме убаво од тоа. Тие се двата основни постулати и сега бидејќи не одиме на варијанта да се, да кажам, не да се прекршуваат одредени работи, меѓутоа луѓето што ги бираме, пред се ги бираме да имаат висок интегритет. Една работа, второ ги бираме што, како што викаме, не е све во парите. Значи луѓе што сакаат да се изградат професионално, луѓе што сакаат да имаат кариер девелопмент, луѓе што сакаат да, како да кажам, да одат во пензија
со завршување на вработувањето во нашата компанија. Да, има исклучоци, понекогаш има и некои по амбициозни луѓе, сакаат и сами да пробаат, меѓутоа што кажуваат, има еден пријател, партнер од Америка, вика, кога ја смениме стратегијата, дел од партнерите се качија во чамецот, тие што не се качија, си отида од фирмата. Така да тој е многу битен концепт за развој на фирма што се занимава со професионални услуги. Ти спомна тука многу важно стандарди. Значи тие се стандарди кои се интернационални, не се специјални стандарди за оваа наша околина. Сега тие стандарди се, како да кажам, како глобалните стандарди колку помагаат да се развиете во околина во каква што знаеме каква е, а колку во одредени моменти можеби одмагаат и треба да се каже стоп на некои ситуации кои што се премногу локални, така да се изразам. Види, глобалните стандарди, да кажем, ние имаме внатрешни политики, процедури во рамките на нашата компанија, што се носат на глобално ниво. Законите си се закони и важат за сите. Меѓутоа, почитувањето на тие не секогаш е позитивно и не секогаш почитувањето ти дава можност да раст, некогаш те уназадува. Као што беше примерот со војната во Украина, кога Grant Thornton International прв ги раски односите со фирмата во Русија во Москва. Ние во рок од една недела добивме инструкција да прекинеме работа со било какова руска фирма или руско физичко лице што се на црните листи. И сега интегритетот чини. Чини, да. И сега можам јас да го испочитувам ова и да кажам, окей, јас ќе загубам микс ревенју, или ја можам да кажам, окей, кај Македонија ќе ја најдат, ќе видат дали јас сум работел и да пројдам. Меѓутоа, тоа е едниот од концептите што викам. Ако сакаш да градиш здрав бизнис, ќе почитуваш правила. Така. И што е многу битно во ова, да кажеме, като си дел од глобална организација, го кажувам на сите ви колеги на другите членки земји. Значи, или ќе си ги почитуваме самите правилата што сме ги донеле, или не треба да седиме заедно. Кој не му се допаѓа правилото, да кажам, да не работи со компании од Русија, слободно може да си оди. Ама не по тој. Зошто спомнав дека работите во комплексна работна средина со семејни релации, што значи порано со мајка ви, сега супругата е дел од работната средина од бизнисот. А како вие успевате правилата да бидат испочитувани дома и на работа? Па тука, да кажам, има и за и против, да кажам, од едни работи, меѓутоа ете ние веќе повеќе од 25 години успеваме и преживеавме до сега. Битно е што секој си има одредени функции и одговорности, секој си ја брка работата. Од една страна, од друга страна се почитува хиерархијата. Предизвици има цело време. Пример, проблемите од работа доаѓаат дома, понекогаш проблемите од дома понекогаш доаѓаат од работа, меѓутоа пак гледаме да тоа све биде да кога сме на работа бидеме професионални, кога сме дома да бидеме фамилија. Клучно е значи да се знаат кои е обврските кои се на работа, работната позиција да е добро дефинирана. Точно, да. Тоа е систем повторно. Да, и да исто многу е битно да се процени, ние работиме со многу, да кажам, што викаме во private health бизниси или фамилиарни бизниси во регионот како клиенти, дека имаме основачи, имаме наследници, меѓутоа треба на секого да му се одреди местото во системот согласно неговите можности, знаења и капацитет. Не значи што викаме ние дека ако имаме успешен основач и потомството ќе го води успешно бизнисот. Тоа не е правило. Во принцип ова се по бизнис, по овие истражувања, мислам дека Harvard Business Review беше, дека само 30% од овие бизниси кои што се фамилиарни на некој начин, вашиот не е типичен фамилиарен бизнис со меѓународен бекграунд, меѓутоа сепак втора генерација сте присутни во менаџирањето и само 30% се успешни од прва втора генерација, веќе натаму тоа повторно на 30% значи е раситнува можноста. И тука навистина е предизвик
како да разбереме и сите, значи да разберат како ти лично успеа да се надоврзеш да бидеш во тие 30%, а и кои се твоите очекувања за наредните генерации? Па вака сега, јас кога завршував 90-тите години факултет, а тогаш ова беше нова модерна професија и што викам, луѓе со дела со лаптоп, компјутери, одат советуваат фирми, клиенти, тоа беше многу ин. И јас имав желба да влезам лично, значи јас не бев наведен дека јас треба да станам консултант, ревизор или проценител, значи јас едноставно имав желба. Сам да ја засакаш. Да. Успехот се должи она што викаме, ако ти сакаш нешто да го работиш, не е битно која е професијата и дали имаш завршено високо образование или не. Што викаме и на децата, викам, ако сакаш да бидеш и цвеќар, ќе работиш работата со љубов и со желба и ќе бидеш најдобриот цвеќар. Тоа ме водеше мене низ годините. Меѓутоа, од денешен аспект, ако би кажале што и утре понатаму, јас имам син и керка, меѓутоа, која збориш со нив, керката вика, јас не ќам тоа да го работам, синот сака, не знам, да оди во Америка, банки, меѓутоа, се сменија времињата многу, така да младите луѓе денеска од искуството што го имам, не се да кажам ориентирани према развој, некој кариерен развој, заработувачки, најбитното е сега, поготово после короната, тој квалитет на живот и социјален аспект. Така да сметам дека се повеќе и повеќе во иднината ќе се развива, да кажам, како младите луѓе ќе одат во професии што не се традиционални и она што го знаеме од крајот на минатиот век. Инаку јас мојот личен пример, мајка ми беше сметководител, дојде и до финансов директор, гледајќи ја, ама на времето со тие и дома носеше. Пишувај и цел ден јас реков, јас на економски факултет не одам. И затоа отидов на правен факултет, од таму си ја детерминирав кариерата. Некако пак во менеджмент завршив, меѓутоа тоа или ќе трегнеш по патот на природно на родителите, како да речам во случајов со тебе, или па скроз ќе отидеш, тоа ќе ти биде одбивно и нема да сакаш и мора да се справиме, поготово кога водиме корпорации, значи да се справиме со ситуациите што ќе дојдат, дека се е прифатлива можност и сега треба да има систем кој ќе ја направи одржлива и понатаму па да се, да речеме, и да не се вклучени оперативно во работењето, да бидат бенефишери, значи да се имат бенефиции од трудот на родителите. Концептот ние како ја градиме фирмата, дека фирмата не треба да, ниеден бизнис не треба да заврши, да се затвори со заминувањето на некои си основачи или инвеститори. Значи фирмите треба да опстојат и после нив. Дали ќе опстојат во некои си, да кажам, пошироки рамки на собственост, корпоративно управување или ќе има, да кажам, наследници, е предизвик. Меѓутоа, бизнисите не почнуваат и завршуваат со... Не треба да биде пресудно. Не треба да биде пресудно. Ова е важно, знаеш, зашто јас сум работел во корпорација голема и една од мерките по кои нас не проценувале е дали градиш наследник. Значи не е само моменталниот не се важни само твоите моментални перформанси, туку дали градиш наследник. Мене прв пат кога ми рекоа, само што бев назначен на позицијата, вика, ајде сега да градиш наследник. Чекаме луѓе, вие што мислите да ме смените за една година, знаеш? Не го имав сватено тоа. Ми требаше време да ја разберам таа филозофија и таа е одлична, многу важна, затоа што ако сакаш да обезбедиш долгорочност на бизнисот, ти мора да имаш патека за луѓето да растат, за потенцијално да те наследат. Како имате ли вие такво нешто и дали е во рамките на некаква процедура и тоа? Да, кај нас глобално тоа го викам ние succession policy, меѓутоа за пошироката публика тоа не се работи за што викаме наследство од родител на дете. Succession policy е многу битно во Grant Thornton International на глобално ниво, бидејќи што се случи во изминатите, да кажам, 10 години, ради немањето правилен succession policy, ние ги изгубивме фирмите и во Белгија, и во Луксембург, и во Холандија, каде што немаше кој да ги наследи лидерите на компаниите кога се пензионира и компаниите се придружува кон конкурентите. Битно е сега ние што имаме во моментот што се случува, ќе имаме една колешка брзо ќе се оди у пензија, веќе замениците се истренирани,
наследник. Имаме друг колега што наредна година од партнерите ќе оди исто во пензија, меѓутоа тука имаме нова генерација и се работа со луѓето. Значи ти не се работи да кажеме слушај Христина, ти утре ќе осмениш Илјанчо, него ти што викаме сите се тренираат да дојдат до таа позиција највисоката. Некои по патот низ годините се откажуваат, меѓутоа имаме дел од 20-25% што стасуваат догоре. Одржлива организација, одржлив бизнис е само доколку се примени ова значи политика на создавање наследници, не од нашите деца, но може да биде случај, каква е ситуацијата, но од другите колеги од помладите генерации. И сега дури како цели во овие организацијски развојни проекти што ги имаме, им задаваме на менаџерите, но се уште има онаа култура. Ако создаваш наследник, дали тоа значи дека ја создаваш твојата замена и веднаш кога ќе тој израсне до тебе, ти се чувствуваш дека си веќе полесно заменлив и е критично за некој затворен мајндсет на луѓето. Значи потребно е и ти да имаш твој некој план за развој, за да надминеш ситуацијата на страф од да бидеш сменен. Мислам дека тоа е едно, да кажам, едно дежаву, поготово на Балканот и не само на Балканот, е во југоисточна Европа земите. Демека јас сега кога тренирам, утре мене може да ми избркат, него да го остават. Значи ние тоа кај нас е тоа многу надминато од почетокот на работењето. Зашто? Затоа што викам, ако ние утре поише менаџери, ние ќе може поише работа да превземе. Фирмата ќе биде поголема. Таа инклузивност и градење и растење на младите е многу битна, не само од тој succession policy, него од едно растење на бизнисот, затоа што еден човек во професионалните услуги ние немаме машини, технологија, значи од луѓето. Ако имаме повеќе луѓе, ќе служиме повеќе клиенти. Ако ние имаме денеска 20 експерти за одредена област, а сите други имаат помалку, значи ќе растнат и луѓето растат со тоа, и бизнисот расте, и тој одржлив раст. Тие, да кажам, стеги оптоварување дека мене ќе ме избркате ако јас истенирам и донесам уште двајца, не. Кај нас тоа не функционира така. Меѓутоа, за жал, во, да кажам, пошироко, тоа се, да кажам, главните причини зашто фирмите не се развиваат и зашто и не само фирмите, и луѓето се доаѓа до трновер на вработени, младите се амбициозни, сакаат да гризат, горе некој шеф ги кочи. Овој дел од мојот ми е многу интересен, затоа што природно одговара на едно прашање кое што не го поставивме, се постава сегаш кога се зборува за лидери, во смисла дали лидерот се раѓа или се гради. Значи очигледно е кога ќе го поставиш прашањето на лично ниво, одговорот е очигледен. Ако те прашам ти дали си се родил лидер или си станал, јасно дека си станал, не? Сега прашањето е како. И идејата е дека лидерите треба да се градат, убаво кажа, е она што може да ги води организациите напред. Ако имаш укоренета верба дека, знаеш, тој што е на таа позиција, тој така е роден, знаеш, тој таков е. И тоа го запира развојот дефинитивно. Така да овој дел е многу важен, луѓето да го разберат дека тоа се гради. За мене што е битно, што викам на сите колеги, поготово на помладите, викам, вас ве тренирам или ве тренирам за да бидете подобри од мене утре. Ако вие не сте подобри од мене утре, јас не сум успел во мојата задача. Лидерите се градат, има денеска многу програми, курсеви од најдобрите универзитети во свет до локални и регионални, меѓутоа пак е до желбата. Значи, најтешката работа, да кажаме, да ја створиш ти желбата некој да стане лидер. Затоа што лидерството, освен да кажам тие фенси привилегии, убави позиции во компаниите, носи и огромна одговорност. Што викаме, јас сум лидер, меѓутоа на први треба да исплатиме плата. Знаеш како, кога си лидер, кога ти завртиш за тебе, има зид. Нема никој повеќе. Значи, и ти си тој што викаме дека нема, ти можеш да се исконсултираш генерално, меѓутоа ти ја носиш финалната одлука. Така. И сите гледаат во тебе. Од искуство, и тоа не секој го сака, од искуство со и тоа ствара притисок и ние имаме ситуации каде што викаат они имаат капацитет, меѓутоа не можат со тој одредени луѓе да се носат со тој притисок, да живеат со тој притисок и пукаат. Затоа е, како кажам, таа желба
Треба да е повисока од предизвиците и одговорностите што ги носи лидерството. Да, ти знаеш како и во корпорациите тоа препознаваат. Значи, они ги викаат, има луѓе што се individual contributors, и они никад нема да станат менаџери, а се перфектни и носат огромна вредност на корпорацијата, ама неќат да водат луѓе. Некој повеќе сака индивидуалната работа и тоа е легитимно, има различни кариерни патики на високи експертизи, меѓутоа не се влезе ни во менаџирање со други луѓе, меѓутоа веќе кога ќе влезеш во улога да менаџираш, да си одговорен за други луѓе, тогаш мора да се градиш и како лидер, значи не се раѓаш, него се градиш низ предизвиците. Во многу од овие коучинг процеси со кои што работаме со коучеви, практично коучеви со кои што работиме со лидери за развој на лидерските вештини, за развој на лидерски ставови, некогаш доаѓаме до тоа дека јас до тоа прашање да го надминеме, јас ако го споделувам моето знаење, ја загубам мојата индивидуална вредност како контрибутор на работа, дека ќе бидам во неизвестност. Меѓутоа тука веќе го надминуваме со тоа што правиме личен план за развој. Значи ако ти им помогнеш на твоите луѓе во одделот во кој што си лидер да се градат да дојдат до тебе, ти веќе имаш друг план за себе. И ти практично во организацијата можеш да бидеш претендент за нешто повисоко. Се додека ти си незаменлив на една позиција, секогаш ќе бараат друга алтернатива за повисоките позиции, бидејќи таму ти си столбот. И затоа можеш да изгледаш други столбови, значи да имаш квалитетни луѓе, а лидерот гради лидери, за да може да стане помоќен и во својата лидерска улога во пошироки рамки, нели? Така да ова е прашање кое што сакам да го преформулирам за тебе. Колку лидери имаш изградено низ кариера, да речеме, додека си на оваа позиција сега, каде што си? Право да ви кажам, значи многу лидери имам, не само јас и останатите колеги изградено, они се денеска се уште со нас работат, делот замина и во конкуренцијата, отворија и своји бизниси и се успешни во тоа и баш ми е драго. Така да, како кажам, најбитно тоа е што викам и како лидер и како човек, што е тоа што ќе го оставиш позади себе. И тие разделби со одредени луѓе, кога луѓето се заминуваат, и денеска ги гледаш дека се они успешни на своите позиции, да, они ќе кажат, да, јас работев во таа компанија. Бев дел, таму ме учеа, таму ме праќаа на обуки. Затоа јас сум денеска успешен. И тоа е многу, значи е огромна сатисфакција, не е битно, пак ќе повторам, дали се тие денеска со нас или не. И го зајакнува вашиот бренд. Да. Континуитет, да. И многу е важно луѓето, лидерот мора да свати дека светот не почнува од него. Знаеш? Ни завршил. И не завршува. Еден првиот мој шеф, Ѓорѓи, стално викаше, знаеш, вика, кај нас, за жал таков ни е менталитетот, стално куќата до први спрат. Знаеш, дојди една нова генерација, ај сега наново се ќе прави. Оној момент кога ќе сватиш дека треба да продолжиш со втор, трет спрат, тоа ше веќе правото. Или полошо е ако се зафатиш само за фасадата. Или само и да се задржиш тука. Кај нас, да кажам, лидер, терминот лидер многу се експлоатира. Значи, јас викам, лидер не е на хартија, лидер не е во директорската канцеларија, лидер е тој што работи и бара вработените го следат преку примери. Ако јас дадам пример на одредено однесување, ако јас, да кажам, можам да направам некоја работа што не е моја задача, значи, можат и другите. Ако видат другите дека, пример, ние ќе се обраќаме на ти, значи нема таа формална граница помеѓу предпоставени subordinate, што викаме ние, која има таа, да кажам, емоционална сигурност да може да дојде со мене на било која тема да разговара за било што и на крајот и да не се сложиме, дека идемо дали. Легитимно и тоа. Тука се покажува лидерството. Да. Не е преку службената кола, преку шоферот, не е преку, да кажам, тие... Може ли едно лично прашање? Да. Што научи ти од твојата мајка? Колку можеш да препознаеш женско лидерство, женски лидерски принципи во незиното водење и ти сега кај тебе? Прво, значи, ќе
ќе отвориме на друга тема, да одговориме на прашањето. Ние во моментот сме 70% од вработените во нашата компанија се жени, а исто така менеджмент тимот е составен со повеќе од 70% жени. Така да јас на некој начин цел живот работам со жени и мислам дека жените се многу и поамбициозни, поработливи и поупорни од машките. Тоа ми се покажа во мојата 27 годишна кариера. Дали е тоа така, само тука едно подпрашање? Стиловите. Дали е тоа така и нашата култура, дека некако во поранешните генерации на машките повеќе се им следуваше, а жените требаше да се изборат со нештото? Или има нешто друго тука, па жените станаа така борбени на работа, сега па и дома? Па не, кај нас од секогаш било концептот битно да си човек, не е битно дали си маж, жена, која религија. И сега ти, јас во 27 имам 27 годишно искуство, значи кај нас повеќе се сите имаат иста стартна позиција, сите исто им се обезбедени сите услови, меѓутоа жените дупло повеќе успеваат него мажите. Тоа само тоа кажува дека ако ти дадеш на маж и жена истите услови, жените ќе одат многу понапред и многу побрзо одат. Пример, јас себе во менеджмент тимот секој ден имаме со колешките, седиме, дискутираме, разговараме, меѓутоа разликата помеѓу женски лидершип стил и машки е што жените се по-отворени, по-флексибилни, по-емотивни, она што викаме ги гледаат работите како, да кажам, како мајки, како така ги гледаат со грижа и помладите колеги и све една друга страна, што за разлика, да кажам, од машките функционираат по-просто, значи прагматично. Не само прагматични, него машките се како кажам, ќе ми кажат што си строг. Викам, што сум строг. Па тоа не може така да го направиме, знаеш, тој колега или колешка имаше ваков проблем, па не му беше добро, па се ајде вака да помогнеме, машките, пример, не си извршила, да кажам, одредена задача и викаме сега што понатаму. А сега тука ќе извртиме 100 пати работата, да дојдеме како ние и сега да направиме едно justification на одредена работа и да ја подбутнеме нагоре. Така да, пак ќе кажам, јас работам со мнозинство со жени, колегите горе од ние сме глобално 149 земји, втора земја во свет со најмногу посто на жени во фирмата. И ме прашуваат што права давате, што се ти екстра политики, процедури, бидејќи тоа се на запад е многу Да, сега Ја викам, не даваме ништо посебно, освен што истите same rules истите шанси ги for everybody. Дали може тука да заокружиме дека во женското лидерство повеќе сме ориентирани кон луѓето, а во машкото лидерство кон целите. И сите сме на крај кон целите, нели, се стремиме да ги исполниме, меѓутоа ние ги исполнуваме повеќе преку добро состојба на луѓето, па да дојдеме до целите, а вие сте многу пофокусирани за целите и straightforward. Добро, тоа можеби има и во врска со типот на професијата, знаеш, кај што е баш базирана на луѓе. Види, ако направиме анализа глобално, пример, све зависи исто и од уредувањето социјалната политика во државата. Например, ти кај нас трудничкото е од 9 до 12 месеци, мислам. Во Америка е 3 месеци. Значи, пример, јас не имаме колешки, од Ирска една колешка, што она жртвуваше да биде мајка, да основа потомство, само за да дојде да ја унапредат како партнер. Бидејќи она викаше, јас немам опција, утре ќе треба да седам дома да гледам дете. Јас имам само 3 месеци. Значи јас морам да си дам оставка, да го изгледам детето до 2-3 години за тргне во градинка, па да се вратам и меѓутоа кога ќе се вратам јас пак ќе тргнам од некоја подолна позиција за да дојдам до високата. Така да комбинацијата на таа социјална политика, правата согласно законите за во нашата земја и давањето, да кажам, поддржувањето и на машките и на женските како со исти стандарди од почеток, значи доаѓаме до заклучок дека жените се по амбициозни, по трудолюбиви, по работливи. Така да све е тоа
Илијанчо мудро си молчи. Нешто не е сигурен, ама добро. Да не влеземе. Мене супер ми е разговорот, да. Значи, што научи од мајка ти? Види, научивме многу работи. Значи, научив и технички работи, односно одредени услуги, како се работат, како се водат. Научив работи од аспект на организацијата на бизнисот, од работи од аспект на како да управуваш, да менаџираш човечки ресурси. Бидејќи не секогаш, значи е моментот, ја што викам, не е лидерот да земе да удри на маса и да стане да си оти. Значи некојаш треба да си ја, што викаме, да си ја завиткаш од пашката, да се гризнеш, да си прекјутиш, за да фирмата оди напред. Тоа е многу битно. Значи тоа е многу битно да и кога знаеш дека си во право на своите колеги да отстапиш. Да отстапиш, затоа што одењето до крајности, значи луѓето си одат и пак почнуваме од почеток. Како бираш луѓе? Тоа е за мене многу интересно. Како? Значи кај нас процесот на рекрутмент, да кажам, е straight forward. Значи нема никаква од аспект на дискриминација или примаме од луѓе со врски, не врски, значи за сите прво отворена вратата. Најбитно е за да кажам тие што од факултет да знаат дека што викам, ова е тешка професија. Ова е тешка професија. Треба многу читање, многу учење. Врските нема ти помогнат кога ќе влезеш. Тука, еве, да кажете двајцата вие, ајде од утре да почнеме, ќе почнете. Ама дали ќе се одржите? Не, чим само жени успеваат да не почну. Сега Ти мора директор да ставаш. Што им викаме на младите, потешко викам да копате во нива, него да бидете во професионални услуги. И сите прашуваат, па до кога, како трае тоа учење? Викам, учењето ќе ви трае додека не одите до пензија. Виж, тоа е сега. Затоа што се работи со стандарди, со закони, со правила, процедури кои секојдневно се менуваат. За да одиш ти нагоре, мораш да учиш и да работиш. Славчо, многу битно да учиш и да работиш во стручниот дел. Меѓутоа, во една ваква структурирана компанија која следи меѓународни стандарди, што значи развој во лидерство? Значи, дали се тоа посебни програми кај вас, како го обезбедувате и тој развоен пат на луѓето кои имаат за тоа амбиција или како ја гледате, дали имаат амбиција, дали имаат талент, може ли да се пријават самите, ги селектирате ли, што им овозможувате за да станат лидери? Значи, да се надоврзам, значи во таа насока до, да кажам, првите нивоа се технички нивоа, да кажам, се учи занатот, се учат законите, стандардите. Кога веќе се доаѓа на позиција менаџер и нагоре, тука глобално имаме многу програми што ги тренираме тие што викаме soft skills. Од аспект на управување мултидисциплинарни тимови од повеќе држави, управување на глобален бизнис, водење на key global accounts, како што се глобални корпорации што работат во повеќе земји. И тие, да кажам, имаме програми од аспект на разни коучинг сесии, имаме програми како што се Emergency Leader Program. Таа програма се наменета за туку што назначени менаџери. Имаме програми развиени заедно со Оксфорд бизнис, Оксфорд универзитетот, Харвард универзитетот, Дюк универзитетот глобално, каде што за да ти веќе после од менаџер доаѓаш, значи да, ти можеш, што каже Илијанчо, технички ќе дојдеш до некое ниво и можеш и највисоката позиција да достигнеш како партнер. Меѓутоа, сега од партнер ти да одиш во лидершипот, да ги ја водиш праксата или фирмата, мораш да ги поминеш овие обуки. Каде што тие обуки некогаш се на еден континент, на два, на три континента, траат под 6 месеци до 2 години. Еве ја завршив последната обука, ја завршив Senior Leadership Program, таа беше организирана со Harvard Business School. Јас таму поминав година и пол дена. И тука, значи, луѓето што веќе се одбрани од менаџментот на фирмата да се пратат на тие обуки, значи тие се очекува да бидат идните лидери. Значи, апсолутно инвестирате долгорочно и во овој дел, што би значило дека не сте
компанија која ќе овозможи да речеме една обука за фидбек култура или за не знам лидерски стилови еднаш во годината и тоа да биде вложувањето во луѓето за да бидат да се развиваат како лидери, него тоа го правите тоа се прави со вложување континуирано во лидерски програми, менаџерски програми, коучинг се овозможува, значи сето она кое што им дава поддршка за да ги развијат тие малце повеќе бизнис психологија, аспекти кои што ја надополнуваат стручната работа, прават поуспешно работење со други луѓе. Тоа е интересно, знаеш, овој концепт на lifelong learning треба уште време овде да фати корен, ми се чини, знаеш. Јас сум од една генерација која што памти дека родителите не викаа учи сине да не работиш. Знаеш. Сега испаѓа учи сине за да работиш повеќе, знаеш. И сега тоа е коперникански пресврт во таа смисла, знаеш. Мислам дека кај нас малку погрешно се сваќаат работите и тој момент што викаш учи сине да не работиш или оди државно да не работиш. Тоа е да кажам остатоците од претходниот така систем. И во Америка или во Соединените американски држави или во целата западна Европа, во развиените земји, ти ако кај да се вработиш, што викам, не е битно со каква со дали си со завршено средно образование, високо образование или понатаму. Ако ти не се надоградуваш лично, на континуирана основа, ти не можеш да одиш да раснеш во својата професија. Моментот, пример, кај нас, ние глобалниот наш интерен стандард е дека на секој вработен мораме да обезбедиме минимум 40 сати годишна обука. Значи тоа се работи за техничка обука, плюс одиме уште едно 10-15 до 20 сати се прават тие soft skills за повисоките нивоа. И сега сме имали разни ситуации, пример, поготово од младите. Значи ти викаш треба да одите на обука, пример во Солун, имавме неколку случаи, викат, ама знаеш, извини, јас не ќам. Викам, не можеш да не одиш. Ама знаеш зашто, што ќе ми е обуката? Викам, ама ти ако не завршиш обуката, ние не може да ти ги предадеме знаењата што ти требаат тебе, за да ја завршиш квалитетно работата, за клиентот да биде задоволен. Ако е клиентот задоволен, ќе ни ја плати фактурата, ние ќе имаме пари за плата. И тоа е врзан систем. Тоа е врзан систем, така функционира. И тука нема опција ти да викаш јас сакам или не ќам или и сега тука е разликата. Некои компании тренираат повеќе, некои тренираат помалку. Тие што тренираат повеќе, што сакаат повеќе да развиваат луѓе, одат порастат по Меѓутоа во законот за работни односи вели дека стручното образование е право и обврска на секој за да ги исполни очекувањата, значи барањата на работното место денес и утре. Значи ти не можеш ако не се надградуваш да одговориш на барањата на работното место како ќе бидат во иднината. И затоа и обврска и право и тука е легитимно да се бара, затоа што тогаш ти велиш окей, не сакаш обука, значи не сакаш ни кариера тука. Не можеш да ги земеш новата доза на одговорности која те следува. Така да во секој случај исто би се надоврзало ова што каже Илијанчо, учи за да не работиш или за после се во државна институција и нели така помини си полесно. Јас искрено во мојот работен век и сега ова што работам практично со приватен сектор и сум имала прилика и со државен сектор да работам, значи со менаџери, лидери па и други категории на вработени. Јас не сум видела среќен човек исполнет ако не е ангажиран на работа, си ја сака работата. Па макар и да го плаќаат за џабе, тој не е исполнет и среќен. И на крајот ако се сведе дека ние треба да бидеме во животот исполнети и среќни, тогаш не треба да се тргне со девизата полесно да поминеме, него практично сатисфакцијата доаѓа од вложениот труд на вистинско место со вистински луѓе за вистински идеи. И тој менталитет ни треба се повеќе да се гради во семејствата каде што ги поттикнуваме младите луѓе да се усреќат во животот, да може да работат тоа што сакаат, за да имаат квалитет на живот каков што сакаат, бидејќи тоа е работата ни го возможува квалитетот на живот што го сакаме. Како рече ти, од една страна сме тука за да исполниме стандарди на професијата, значи да се реализираме како високопрофилни луѓе, од друга страна квалитетот на живот да си добиеме сите тоа нешто што ќе не движи напред. Кај нас пак ќе кажам малку, мислам дека со таа транзиција се измести одредени вредности. Правата се форсира сега прекувремено работам, не работам. Пример сега, кога ќе ми сеат моите колеги, поготоа германците од Германија,
и ќе ми се негде 7-8, кога ми звонат, јас знам дека суште во канцеларија, јас веќе сум дошол дома. И ќе ме рече, Славчо, што правиш? Како си? Дали си на работа? Ја викам, да, бидејќи ми е срам. Така да тие се тие моменти, значи работата, учењето, све е тоа врзано. Што викам, поштено да си го заработуваш левот, можеш да учиш и да работиш. Тоа е тука и во Македонија, и во Америка, и во Азија исто. Сите други опции не се, значи не е тоа правиот пат. Што викаме, да, младите сакаат тој American Dream преку ноќ да се и гледаме примерите, поготово во IT индустријата со големите глобални IT компании. Да, меѓутоа тоа колку се на прсти? 5, 10, 20. Значи, и тој што прави стартап компанија, значи да, има сите предизвици, и успеси, и падови, и ќе дојде до пред банкротирање. Меѓутоа, желбата за да се оди понатаму, за да се надмине, да се постигнат целите е многу битна. И што ви каже, имав еден индиец професор, господин Ташиш на Харвард, и он ви каже што е битно? Битно е да имаш агенда. Агендата може да не може ти да имаш 100 items on your agenda. Значи, треба да имаш максимум 3 приоритети. Краткорочни, среднорочни, долгорочни. Све што ќе ти дојде во надвор од тие приоритетите, не му обрнеш внимание. И си го тераш патот. Пак се сведуваме во огромна мера на важноста на образованието, затоа што и мислам дека ние овде кај нас се уште сме, тие спомна транзицијата, ние уште нешто као транзитираме, знаеш. Никако да се најдеме. Затоа што имаш едната крајност ева што беше, учи си на работи, втората е што не си отвориш фирма. И вика, добро, и? Знаеш, ништо бе, фирма ти имаш. И се, значи, тоа се тие, некои работи што луѓето не можат да ги укапираат до крај, знаеш, дека за да ја отвориш таа треба да знаеш зошто, треба да имаш агенда, како што кажа ти. И во таа смисла образованието на луѓето и за овие работи што досега не биле тема воопшто во општеството, е важно и меѓу другото ние за тоа го потнавме практично овој подкаст да за овие теми проговориме луѓето да разберат нешто за него. Практично едно ќе го спомнам од Джим Кери, вели дај Боже сите да го имате амерички сон и сите да дадат до пари. И после сватат што ќе прават сега. Практично ти треба и многу често и на овие лидерски програми ќе му го поставиме прашањето, нели, кога би имал $1,000,000 што би правил, зашто тогаш кога ќе се растеретиш од тоа дека за се нешто ти требаат пари, ќе дојдеш до тоа уствари у суштината ти на своето постоење што ти стварно сакаш да правиш. И само спојот на тоа дека тоа што го правиш ќе ти придонесе, значи да се движиш и кон некој просперитет, тогаш имаш некоја лична среќа во однос на, нели, на движењето, а не само да ги добиеш одеднаш. И, окей, еве да те прашам конкретно. Дали би го избрал повторно овој пат да се градиш од сам почеток со сите скалила? Или, например, би бил тој америчкиот сон би го избрал? Секое скокање на скалилата, значи, на одредено ниво неуспех. Значи, ќе паднеш. Скалилата во ништо не се скока. Дале тоа во приватниот живот, дале во професионалниот развој, во кариерата. Значи, треба да се оди скала по скала. Затоа што кога ќе се качиш на врвот на последната, доле ќе има цврст темел, столб изграден. А ако ние ги скокаме скалите, може на после 5-то, 6-то скокање, ние ќе паднеме доле во бездната и нема да може да станеме. Тоа што викаш ти, прашањето, ако имаш $1,000,000, што ќе правиш? Во Македонија би ти кажале, па ја, ако имам, нема да работам. Ќе се пензионира, а не е така. Така да, мислам дека да, парите се битни, меѓутоа не треба секој човек да се води од парите. И што викам, да ги броиме парите на другите луѓе или на клиентите, затоа што да, парите ти возможуваат да имаш ти еден поквалитетен, подобар, полагоден живот приватно. Меѓутоа, ако го водиш ти бизнисот од аспект на пари, ќе фалираш. На едни од моите први обуки, значи првите 3 дена имаше тема за интегритет. Се обработуваше темата интегритет, односно дали кој е тоа ниво што одреден човек ќе се скрши за одредена, да кажам, да направи некое прекршување за материјална корист. И заклучокот на крајот од предавачите беше што ние го извлековме и си го земавме со нас, е дека да, некој ќе се скрши за едно пенкало, некој ќе се скрши за $5,000,
некој за 500.000, ама некој нема ни за 100 милиона да го искршиме. А за да прекрши или да направи некоја злоупотреба. Така да, заклучокот беше секој човек има точка на кршење. Колку ти е повисока точката, толку ти поуспешен ќе бидеш во животот. Ја мислам, ова е перфектен заклучок. Так, точката на кршење, практично, ние всушност така и го поврзуваме лидерството, го поврзуваме со некоја црстина во тоа да го износиш, значи да износиш визијата преку многу препреки на кои нема да се скршиш, него ќе станеш порезилиентен, како веќе поагилен, ќе обновиш енергијата, повторно ќе продолжиш и на крајот после сите тие патешествија, тогаш можеш да се дефинираш себе како лидер и другите така да те гледаат на крајот на денот. Што би била некоја твоја порака, да речеме кон младите генерации, еве, нонстоп нели нашето општество се менува и што треба да гледаат на својот развоен пат за да станат вистински лидери? Што е тоа што и ти како лидерски стил си го практикуваш и би им го препорачал и зошто? Види, за било кој успех и меѓу другото да станеш лидер, треба две работи. Првата е време, втората е трпение. Затоа што треба за да се изградиш како лидер ти треба време. И тоа време може да биде 6, 7, 8, 10, 15 години. Да ги чекаш тие 15 години, ти треба трпение. Колку тој процес ти е, кога ги сватиш тие две работи, дека не доаѓа ништо преку ноќ, ни платата, ни позицијата, ни заработувачката, дека треба ти да се градиш секојдневно и како личност, и како професионалец и на приватно и на професионално поле, и дека за тоа треба да поминеш X години, ќе успееш во животот. Све што сакаш ти побрзо, по скратени патишта да одиш тука да, се успева, меѓутоа пак на крајот од денот ќе има некоја мана. Ќе остане некоја дупка што е скокната и што не е завршена. Да, одлично е што го имаш ова цело искуство за да можеш да зборуваш и јас затоа велам често првиот впечаток ништо не вреди за мене. Помножен со времето, тогаш има некоја вредност бидејќи од првиот впечаток како го задржиш подолго време, односно си доследен на своите зборови со дела, тогаш нели влегуваш во улогата на лидер и нели можеш да имаш кредибилитет да збориш вака, така да одлично е да се слушне од тебе. Би имали нешто што сакаш на крај, еве, нас да ни препорачаш на што треба да ставиме акцент у цела оваа наша приказна која започнавме со Лијанчо, баш за да покренеме малку, да покажеме примери, светли примери во лидерство во различни области за младите генерации, но и за сите оние кои што се развиваат во бизнис водите веќе, каде да гледаат и каде да се движат. Па мислам дека концептот на емисија ви е одличен. И сметам дека во Македонија има многу лидери, меѓутоа луѓето не сакаат да се експонираат затоа што викаат не сакам да ме знаат, да не ми се случи нешто лошо. Така да мислам дека имате одлично поле за работа каде што можете да идентификувате, има многу успешни луѓе што што би им препорачал баш на тие? Со кое верување ти уствари дојде тука и секогаш си работиш на твојот личен брендинг како лидер? Како е твоето доживување? Дали стварно ако се експонираш како лидер дека може да се случи нешто лошо или како е тој баланс? Види, таа работа, како кажам, има од две аспекти може да се гледаме. Значи, не значи ако си популарен си лидер. Така да успешните луѓе се, да кажам, еве ја што ги познаваме глобално, што ги знаеме, се скромни луѓе. Значи, нас не ни е битно дали ќе бидеме деска на телевизија, ќе земат изјава во некоја си емисија како експерти. Едноставно, што викаме, оставаме да работата што ја правиме покаже за нас. Одлично, Славчо, ти благодарам што беше денес наш гостин и што ќе ни помогна во она што со Христина си го поставит нека од цела, тоа е да им прикажеме на луѓето малку поинакви приказни во Македонија, луѓе што истапиле, направиле нешто вредно што не е вредно само за Македонија, туку е вредно генерално.
и со тие примери да можеби малку помогнеме во креирањето на нов сет на вредности кои што помалку се чини ги изгубивме. Благодариме на сите што го гледа овој подкаст и доколку ви се допадна, заследете не, сабскрајб на нашиот канал Leadershift. Фала ти шеднеш. Благодарам и на вас.